Здраво, здраво и добре дојдовте во уште едно издание на најдобрата, најгледаната и најинтересната емисија во Македонија поврзана со македонската кулинарство и гастрономија. Шопска шоу со Томче. Тарарарам, павам, там, там. Не, тоа сега да не претеруваме. Значи, добре дојдовте во уште едно издание, сабота ден посветен, сабота и недела денови посветени на македонската кулинарство, гастрономија и на дегустацијата на вкусна храна, токму така. И сега кога станува збор за ден сабота, ние имаме сега нова дестинација, нова локација, ново место кое што во Македонија го посетивме, ново место каде што бевме и заедно со колегата Томче, со другиот колега Томче, Томче, и јас Томче колегата, отидовме во градот Велес. Се вративме ние, значи беше тоа што беше со Снупи гостовицата, ама сега има уште убави интересни работи во Велес да се презентира, да се покажат. И сега налетав на една многу интересна приказна која што ќе ја презентираме за во неделното издание, која што е стварно неверојатна. Меѓутоа што се случува? Во саботното издание денес си презентираме една приказна, односно едно место кое што сосема случајно улета во целава шопска шоу со Томче концепција. Зашто? Затоа што дојде да пијам кафе и сосема случајно релаксирано се запознав со луѓето, се запознав со Лазар, се запознав со Мики, се запознав со Ива. И кога ми раскажа за каква приказна станува збор, која е нивната приказна, дека станува збор за убаво место, за урбано место, место кое што е во градот Велес, кое што е во непосредна близина на центарот, а кое што има интересни убави култни пијачки, пијалоци кои што може ги има и за најмладите. Значи имаат специфична лимонада по стара рецепт на баба Рада, имаат специфична и тоа има два типа на лимонада. Едниот е со лимон, другиот е лимон со манго, другиот е со боровинка и со шумско овоше или со малина, нешто не ме држате за збор. Треба да отидете на лице место да проверите. Ја тоа што го зирам, што го видов колегата Томче што го тестираше, викам ова е феноменално, ова е фантастично. Ова е во овие топли летни денови, како да ви кажам, доаѓа освежител Нептен. Потоа имаат коктели прават, значи нивниот шанкер знае повеќе од 800 коктели, 800 коктели, и тоа само ваков е, само вака, цака. Не знаеш дали игра, дали меша нешто, дали прави некој коктел. И дојда ни донеса пијано коктел, ни донеса текила Sunrise, како нели во филмовине со Силвестер Сталоне и со овој другиот, како се викаше тој, големиот со мускулите. И се шегувам, значи со Курт Расел и со Силвестер Сталоне што беше филмот Танго и Кеш, и тука имаше текила Sunrise, нешто се сервираше, па затоа сакав да едноставно асоциација да ја направам односно тоа, не е битно. И сега работата е што освен тоа што имаат коктели, имаат и мезиња. Значи знаете, вие, јас ја почитам консталацијата на наречена мезе, затоа што мезе, Дарко, можеш да каснеш и кога не си гладен, и кога не ти се јаде, ќе земеш, ќе чепнеш, ќе фрлиш една рука две. Кога си гладен, ќе каснеш, ама не те најадува, пак мораш да земеш да ставиш нешто солидно, нешто конкретно во уста. И значи мезе е светска работа, македонска работа. Каде год, кога год да го извадат, секој пат си спремен и расположен за мезе. Нема лош момент. Кога извадат мезе, најде сега. Тоа го нема кај нас. И имаат мезиња, имаат пијалоци, имаат интересни работи и сега најспецифичното нешто што кај нив го сретнав, што ми кажа дека ако сакаш да бидеш вика од велешката шема, че сакаш да бидеш малце прав велешанец, вика, мора да пиеш барем еднаш во животот да си се напил или вика да на искачање да пиеш кршена, вика, цедевита. Како викам таа кршена цедевита, викам? Живот викам правите нешто, викам со па после тоа кршите правите. Не, ми вика, не кажуваме како се прави, викам, меѓутоа кршена цедевита. Супер, одлично. И мене ми беше тоа доволно како причина за да може да земеме и да направиме прекрасна емисија. Па после тоа се собра и луѓе, па се собра и народ, па после почне музика, па играње, па луѓе, па гужва, па атмосфера, врв. Сето тоа испадна како што треба, како што личи, како што далеко. Ја не би должел повеќе, колегата Томче од Терен помина прекрасно, па да видиме како тоа личи на лице место, односно режија вие пуштајте, а јас ќе ви кажам само една фантастична убава песна која што започна самото на самиот почеток, на самиот влез. Се посврши сер бездомка, се посврши сер бездомка,
Тра-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка. На кого? На Јаричкови. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка на Јаричкови. Здраво, здраво, мили драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Шопска шоу со Томче. Се разбира, најубавата шоу во Македонија, каде што презентирава само убави интересни работи поврзани со кујна, гастрономија, кулинарство. Полека нас на оваа гастроавантура не донесе во убавиот град Велес, централно позиционирано во Македонија, град кој што изобилува со луѓе кои што биле поети, луѓе кои што биле револуционери, луѓе кои што биле војводи, комити и така натаму, револуционерни луѓе кои што не трпат неправди, ама од друга страна па и многу креативни и убави луѓе. И сега јас тука приказната како што иде, полека се запознав со Ива, се запознав со Мики, се запознав со Лазе. Тоа се едни прекрасни луѓе кои што ќе ми бидат денеска соговорници, кои што ќе раскажат приказната на кафе бар Пијано, а за да може ние да досасеме до таму и да видиме кои се мезињата што ги даваат натаму наму, да мрсиме обраци, бркои, па брците да ги омрсиме, па плюс сока го има и Питу, брату Питу, па го има плюс и Пијано, па има плюс Маватов и Лазе, па плюс и Мики, па и Ива, и сега не иде така. А на крајот има и забава, нели, за да биде се како што треба. Значи, почнуваме со убава песна. Се посврши, сер без донка, се посврши, сер без донка, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка на Јаричкови, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка на Јаричкови. О, така бе. Опа! Благодарам многу, прекрасни бевте. 50 евра борчите. А сега мене ме чека Мики, за да може добар ден, како си Мики, добар ли си? Супер, вие како сте? Одлично, прекрасно. Прво, тука сме дојдени во Пијано бар за да раскажеме малото, односно кафе бар Пијано, за да раскажеме приказната, а ти си тука најверојатно со кого ќе разговараме. Благодарам. Мили драги мои, како што може да видите, уште во самиот старт, уште во самата најава, ние со Мики на лице место тука во кафе бар Пијано, за да ја презентираме и да ви покажеме се тоа што е убаво и што вреди тука, а и да се запознаете со кафе бар Пијано, која е приказната, која што малку стои позади овој бренд. Со мене како просоговорник во саботното издание на Шопска шоу со Томче, имам Мики Ракиџиев, кој што е еден од генерациите што доаѓаат, наследници на сето ова малку што е како бизнис што се води. Здраво, живо Мики. Здраво, добро те најдовме. Добро дојдовте. Така, мене ме интересира првично од каде дојде како дојдовте до идеја за да започнете со угостителство се занимавате? Види, овој проект е прилично голем проект. Почнат е пред да го отвориме веќе 5 години, пред да го отвориме размислуваме што да биде објектов, како да биде објектов. Овој објект ја прво почнав, чичко ми е плочкар. Да. Почнав пред 5 години пред да го отвориме, го работев, лепеме плочки заедно за Чичо. Викам, Чичо, шо ќе биде во? Не знам, Чичо, вика. Здравје Боже, здравје. Да ставиме плочки, ние па ќе видиме што ќе испаде. Ќе го наредиме. Па здравје Боже, ќе видиме што ќе биде. После 5 години се договоривме дали да биде ресторан, беше идејава, дали кафана, дали нешто и собирано идеи од сегдеше, од странство, ваму, таму. Дома вие сте седнале, сте правиле, овој сте разговарале. Да, овој сме разговарале што да биде и решиме да направиме еден поспецифичен кафич каде што го нема, не секојдневно, не секојдневно, со повеќе дизајни, со повеќе видови на дизајни, стил на изработка. Сега го татко ми е исто. Да биде отмено, да биде убаво, да биде интересно, се чувствуваш убаво, да се чувствуваш посебно важно кога ќе влезеш. Нормално, татко ми е исто, градежна фирма исто има и он. Помага во однос на интериерот. Помага во однос на интериерот исто така. И испадна до таа идеја, нели, да биде кафич. Да.
али посебен стил на кафич. Така, имате сега Молотов и пијано, има Молотов убави столици. Ја кога ги видов столиците викам како од оно стилот на кралицата Елизабета, Молотов тој дел кој ќе влезеш, кој ќе дојдеш па седнеш, се чувствуваш како не можам да каде е батлерот, мислам батлерот да ме послужи. Така убаво отмено е чувството. Мене ме интересира сега зашто пијано? Пијано, па имам братучет кој што е прв братучет, во иста куќа живееме, он е виртуоз на пијано. Првично почна да го изучува пијаното, исто така и сестра ми. Така? Ние сме музичка фамилија. Така си е, така си е. Сестра ми, нели, пее. Јас сум свирал на хармоника. Браво, браво. А братучет ми е виртуоз на пијано и виртуоз на хармоника. Али првичното беше пијано, првичниот инструмент. И дојде до идеја да земеме, нели, да поставиме пијано, клавир, дирки, барок стил и така испана и името. И името да биде соодветно како што треба. Така. Со какав капацитет располагате? И на гости и со квадратура колкава? Квадратурата на овој локал е... Пред се почека малце. На здраве, да сме живи и здрави, да појде убаво стварно разговорот. Добро го најдовме. Така, баш ми е мило и мене. И мене ми е честа е моја, затоа што вака ретко се сеќаваат убави луѓе кои што сакаат да си презентираат, да си покажат што имаат убаво, а е стварно убаво и заслужува внимание. Секоја чест. Колкав капацитет, колкава квадратура? Квадратурата на овој објект е 500 квадрати. Така. Расата со овој внатрешниот дел. 500 квадрати. Сега имам капацитет да собере околу 300 до 350 гости. Така. Сум правил и организации, забави со... Ето, организирате ли такви работи на крштевки, венчавки, свадби, матурски сега, тоа му е екот на сезоната? Имам организирано и забави со балкански звезди, што има настапувано Дарко Филиповиќ, Шанабела Фанкиџи има настапувано, Хјурикен има дојдено... У моим колима, има дојдено... Опа, гледаш каде лежи зајакот, значи. Убави журки се убави, луѓе, убав народ, среден стокмен, све, сите радосни кевни, нема ненасмеани лица. Браво, секоја чест. Повели? Организираме, те прекинав, извини, организираме исто така и приватни организации, како, например, нели, крштевки, веридби, матурски сега, период за матурските. Меѓутоа, во однос на организацијата, дали Молотов станува збор само они си носат музика, они си носат Молотов јадење, вие само им го служите просторот или постои можност, например, да рече, слушај, јас сакам, затоа што ја разбрав дека вие работите и кетеринг, и сега да дојде да рече, слушај, Мики, може да се договориме да ми направите вие кетеринг, да ми викнете вие бенд, да ми организирате се, колку треба да си платам, не ме бива мене за таа работа, не можам да најдам луѓе, дали таква услуга може... Тоа е до желбата на гостинот, може и таква опција. И таква опција. Ние вршиме се, можеме кетеринг да спремам, можеме музика да обезбедам. Значи постојат опции, можете. Супер. Секакви опции постојат во однос на приватните забави. Супер, одлично. Од желбата на муштеријата. На клиентот, на муштеријата, нормално. Супер. Мене ме интересира, ако правиме муабет сега за кафе бар пијано, колку време постои? Не ми кажа. Овој локал постои веќе 2,5 години. 2,5 години. Во тие 2,5 години работата предпоставам дека имате опции и варијанта, затоа што после оваа емисија ќе почнат луѓе да доаѓаат и да ја посетуваат, затоа што јас ги промовирам не само угостителските места и објекти каде што може да каснат, да пробаат, да дегустираат, да се напијат нешто, туку едноставно Молотов му нудиме некаква туристичка понуда на луѓето да го гледаат саботното издание, да отидат каде да доручкуваат или да го стартуваат денот, што да прошетаат да видат и после тоа Молотов со неделното издание ако го гледаат да знаат и каде да ручат. И сега работава што кога ќе дојдат тука, што е тоа со што може да се соочат, односно што е тоа што може да го очекуваат Молотов, што е тоа што вие го имате на менито, што може да биде пристојно, да биде фино или да може да го понудите и на парови, на дечковци со девојки, и на друштва некој машки само, женски само или по фамилијарно ако дојдат некој да ја посетат, што е тоа со што располагате? Така, имаме доста голем број на артикли. Така. Во локалов имаме и за помлада клиентела, имаме и за повозрасна клиентела, имаме и некој голем број на коктели, изработуваме исто така и коктели. Слушнав, има ли вистина се во тоа, прво дека работите кетеринг? Кетеринг работи. Да, дали има вистина во тоа дека Шанкер од Молотов знае да направи повеќе од 800 коктели? Знае. Знае. Шанкер го. Значи, феноменален Шанкер, да, супер. А што е тоа што ми кажеш претходно дека зборавме кршена цедевита? Кршена цедевита, таа е велешка шема, оставена направена што поодамна е таа,
кршене. Ја ставаш цедевитата, ја сипаш, па ја оставаш малце да ја прскаш со вода да се сврдне и после ја кршиш. Таа цедевита се прави со кршен браз. Цедевита во поголема чаши ставаш сироп. И па добро, значи те гледате. И значи ја кога ќе кажам дека емисија Шопска шоу со Томче е едукативна емисија, учите нови работи, вие не ми верувате. Се учили сме кога се шета. Така. Апсолутно, модо велешката шема викаш, мора да се задржи. Да се промовира. Во однос на еве ми рече спомна дека имате ладни даски кои што идат со вински даски кои што идат за дегустација со одреден тип на вино. Дали служите вино во Служиме, имаме доста голем број на вино. Добро, кажи во однос на тоа се дојде некој за да го стартува денот. Еве, и сака да прошета до мостот, сака да прошета малку да види од каде се поаѓа тоа со гимиџите, па од каде се поаѓа трката Ангелчо што организира, па од каде сиден или до ова што е горе до спомен куќата. Костурницата, па после тоа да отиде до насред ова што е Велес, кај што е саат кулата, да ги види тие работи. Се мора да се наполниш со енергија, не иде тоа така. Тука близу вас е базенот, тука близу вас е стадионот, ова што е фудбалскиот. Се е близу вас. За да може да имате тука во непосредна близина е црквата Свети Кирил и Методи. И сега работата е што за да може да ги прошетат сите тие работи и да ги видат, мора да се наполнат со енергија. Мора ли таа даската шевинската со вино да ја порачаат или може и така? Не, може и со виски. Може и со виски, со селодита. Со селодита, универзална даска. Што е тоа што го слушате на нези? Имате еден константен тип на даска што го слушате? Константен тип на даска кој што ние се одлучиме како ќе изгледа што. Значи ако мислите дека само даска служат, не, на даската има месни производи, кои што не даската не се јаде. Така и што е тоа што може да што го има како мезе? Зашто мезе е најмакедонската работа и најсветската работа кој што измисли брат Алалдама, ја стално кажам. Мезе брат, и да си најаден ќе чепнеш. И да не си гладен, и да си гладен, малку ќе почнеш, ама и да донесе таа и пак ќе си јадеш, малку. Мезе си е мезе брат, за мезе. Не е јадење главно. Не е јадење тоа. Не може да се најадеш. Не може да се најадеш, само можеш да мезиш. И што има во мезето, даска мезе што викаме или винска даска кај вас? Има чајна, кулен, кашкавалче и убава пршут. Така. Значи може да речеме од фамилија од 20 родители со две дечиња да дојдат, да порачаат две лимонадички или две кршени цедевити, таткото и мајката да порачаат некако коктел, некаков женски, некаков мачки коктел или некоја пијачка, пијалок по нивна желба и две даски, една за дечињата, една за нив би било доволно за да може да се наполнат со енергија, за да може да функционираат. Да може да ги прошетат сите овие работи во Велес. Одлично. Кажи ми што е тоа со што вие сте посебно горди и на што сте посебно кефни и весели во кафе бар Пијано? Има ли нешто што посебно прави горди, како пијалок, како еве ја ќе те промовирам тебе, ќе кажеме на работа што може луѓето не ја знаат за тебе, дека правиш уметност, дека си графички дизајнер, дека работиш дизајн и дека сликите што се во делот од кој ќе влезеш од десната страна на шанкот, има околу 10 слики, дека се сите изработени од тебе. Точно така правам илустрации. Во кој стил се ти е направени, како ми спомна? Па имав еден ментор кај што он го работи тој стил што мене ме научи јас да го работам истиот, да како пореалистична илустрација. И тој стил го продолжив, го задржив, на тој стил ги правам сите илустрации. Супер. И сега да речеме модов ќе дојде некој ќе рече слушај, Мики, сега кафе бар Пијано, модов ќе седнеме ќе пиеме пијачка лево десно ќе дадат фамилија ќе слушај, можеш ли нас да направиш некаква илустрација, модов да порачаме некаква илустрација, да не направиш модов да бидеме убави фини, модов па дојдеш ги сликнеш дека седат тука додека јадат пијат и после тоа да го сработиш и после тоа да и постои ли таква опција? Постои, зашто не постои, секој дека може. Нормално, модов убави луѓе расположени се за работа за се што треба. Да се слушаат само клиентите убави весели и радосни. Нормално. Супер. Ники, јас би ти така е. Би ти заблагодарил јас за разговорот, би ти заблагодарил за времето што го одвои да поразговараме. Сега би те замолил да му пренесеш на Шанк тоа кршена една цедевита да направат, да видиме како изгледа, да му презентираме. Една лимунада, сега не ми кажа рецептот, не го кажуваме, меѓутоа мога да им кажам колку е вкусно за да може да проверат, да видат. Нека направи еден-два коктели Шанкерот таму, барменот таму, нека направи вака, нека ги измучка, нека ги онади и даската обавезно. Без даска ништо не правиме. Си мезнеме даска, мезе, како? Мезе. Стандардното мезе да го завршиме како што треба.
Така, вие ми да ги нема да бегате никаде, бидејќи сега следат на неколку инсерти од Кујна, нема од Кујна него од Шанкот, од како се подготвуваат некои работи тука и се разбира колку убаво си поминуваме во кафе бар Пијано и веднаш после тоа може да се враќаме назад на дегустацијата, а има специјален гост кој ќе ми помогне во дегустацијата и во сите тие работи, може да биде Мики, може да биде некој друг, ама не ви откривам, ќе да знаете, само треба да бидете трпеливи и да гледате понатаму. На здравје, Мики Снашка. Куќата пијано коктел. Пијано коктел. Пијано коктел, да. Значи тој се пие на пијано, не се пие на трезно. На трезно никако само. Никако само на пијано. Вака имаме тука лимонада од манго. Браво. Супер. За лето, тоа е жешко. Одлично. Имаме од малина. Од малина, што е ова? Лимонада од малина? Лимонада од малина. Браво. Кршена цедевита од портокал. И тука текила Санрекс коктел, чисто летно, многу убаво. Браво. Ама ќе направиш уште една текила за да може со Мики заедно да пробаме сега, не може само еден да проба. Ја ќе го оставам ова текила за Мики, ја да пробам пијано, а после тама Ќе ги мешам, дали ги измешаме многу? Ти спате после кога сме се лапале, да не знаеме. Повели за тебе текила Сане, за мене пијано, а вие детски пиеш ги пијат децата да не падат бошкима. Сега ќе ти кажам и на шега модел. Застанува мали џокица во школа. И на самничката зима става една чаша со вода. Еве ви за ова и мезенци имаме. Нормално, Ете таа даска. Ете, винска Не е даска. само даска, со мезе. Мезе. И мали џокица вика у школа, вика на самничката зима застанува една чаша со вода, една чаша со алкохол и два црви зима. Тоа што ни ги пушта. И у водата црвот си плива. Ово што е у алкохолот се препарирал и останал тако. И да вика, ајде да видиме деца, вика што научиме вика од оваа работа. И мали џокица вика, ја настачка. Ајде вика кажи, да сачки кој пие вика нема писти. Не пиво некој каде. Значи пијано коктел, имаме боровница, лимонада, имаме боровница, имаме ова што е портокал. Кршена цедевита е ова велешката шема. Кршена цедевита. Велешката шема. Велешка шема? Да. Значи одма да направиме велешката шема како што треба, како што личи. Да не утнам од кај се кине, се загледа. Отнете ова, те натопи. Така е, еве го. И ова е лимонадата по стар рецепт од баба. Да. Манго лимонада. Манго. Ова ќе земам да го пробам одма. Мораш да Да видиме дечки, Мораш да моментот на пробаш. вистината, мезе си е мезе, ама лимонада си е лимонада. Измешај го, убаво измешај го. Ау, колку е свежително, убаво. Кој има оној убав вкус малото на свежина, на пролетна свежина, на убаво, значи Пролетен, и да ти даде диалог. и да ти даде малото сила и енергија малото и да можеш да го стартуваш денот како што личи. Ова скршена цедевита ми е сега малото што е кршено, што е вако, што е Значи има специјалитети низ Македонија кои што привлекуваат внимание сами по себе, затоа што претходно дека го работев другиот проект, вика, абе идеш секаде на секое место, малото ти вика јадеш на секое место паница, на секое место паница, пинџур, макало. Е исто, ама не исто, брат. Секој го прави со одредени марифети, начини кои што го правеле баба му, прабаба му и така натаму, и се е тоа убаво и вкусно. Многу освежителен пијалок за младите генерации. Одлично. Лимонада манго, еве кршената цедевита нека се искршиш на малце. Кажи ми сега вака. Од една страна имаме пијано коктел, од друга страна имаме Санрекс текила. Што би препорачал ти како мезе со коктелот? Затоа што вика, кој нема мезе даска, вика си мезио джигерот. Ние не мезиме джигерот, мезиме даската. Ваѓа се, ако нема даска, имаме исто така петисани, може да се послужите. Супер, одлично. Може и апетисани. Да, имаме и апетисани. И бадем, и фстак, бадем, фстак, клешник, спори од кајсија.
Индиски ореви. Браво. Да. Значи сето постои на располагање. Мезе си почитувам, феноменална работа е Мезе. Мезе, нема проблем. Нема утка, бе, брат. Кажи ми ти у странство, каде има Мезе? Нема мезе. Не знаат што е мезе, македонска работа, мезе. Македонска работа се тоа Мезето. И што? Здраве, нека ние да пробаме пијано хотел во кафе бар пијано. Автентичен хотел што го носи, односно автентичен коктел што го носи името на кафе барот каде се наоѓаме. Да. Ретко кој место кое што си работи во гостителство, си служи да има коктел или да има пијачка што е по него крстена, тоа значи дека се потрудиле да си ја направиле за да може да си обрнат внимание на сами себе си. И јас само можам да ви препорачам доколку се најдете, гледате каква е прекрасна убава атмосферата. Ние се најдаме сосема случајно во ситуација каде што има прослава организирана тука во коктел бар пијано, кафе бар пијано и сега можете го искористиме моментот да направиме да биде секако што треба да видите и атмосферата, да ги видите случањата, да ги видите работите што се случуваат, кога е во фул, кога е во акција нели све, кога све е на терен. Да видите како изгледа поставениот кетеринг и приватните забави. Апсолутно. Јас само ќе кажам вака сега на работа. Морам да пробам и лимунадава што е малина. Одеднак убаво и освежително, како лимунадава од манго. О, браво! Се осеќа вкусот на малина, интензивен вкус на малина, со доволно мраз, со доволно сок за да може да освежи, да хидрира. Фантастично, феноменално. И сосема за крај да пробам Цедевитата си искршува. цепена. Не е цепена, не е кршена. Си искршува од цедевитата, можеш да пробаш. Ова е велешка работа. Велешка работа. Делоскопска Таа работа. е таа велешка шема. Не, можеш ли да ме мислиш каква е таа велешка шема и како дошло до моментот да биде кршена цедевита? За тоа немам одговор да ти дадам. Оти сум бил многу мал и Така. не знам како дошло до тоа. Некој Меѓутоа, ова е го рецепта. измислил Рецепта од таткото. од кршената цедевита? Не, ова е стар рецепт ова Стар кршената. велешки рецепт, Да. генерациите од предходно го И пренесуваат го сега. пренесуваме да го има Така е, секој така е. локал. У Велес. Значи, сакаш ли да видиш фраер у Велес, си взимаш една кршена цедевита И си тераш шема. и си те решава нормално. Само треба да најдеш шеталиште кај што има женски. Ние не бараме шеталиште, ние взимаме забава тука. И тука има мојата девојки, има и момци убави, има и музика, кафе бар пијано. Немој да бегате нигде, продолжете да гледате затоа што има се уште интересни содржини што треба да се гледат. Со ова нема да наздравиме, ама ќе наздравиме со пијано некако. На здравје. Здравје. Мораше после целото мез и сите работи да излеземе малце на страна, да ви кажам јас дека ваква забава се случува, вакви журки се случуваат и забави во кафе бар пијано. И не стануваме равнодушни никој. И Аце, и јас, и цела екипа дојдени тука, се забавуваме. Убаво си победуваме, пееме песни, се дружиме. Зашто? Затоа што луѓето се прекрасни. И Лазе, и Мики, и Ива. Се луѓето кои што се виновници, главни и големи виновници за сето ова што се случува вака и што е прекрасно и што е убаво. Вие нема да заборавите дека во недела следи неделното издание во 10:00 часот на Канал 5 телевизија и што е тоа што го имаме како предлог ручек спремно за вас. А сега Аз ви кажувам чао, ја се враќам назад на журката за да може да се подружиме уште малку да попееме некоја песна. Се гледаме недела.
Мили драги мои, се враќаме назад во студио и како што можете да видите, значи бидна многу убава атмосфера, се собраа многу луѓе, едноставно погодивме една убава приказна која што е поврзана и со кетеринг, која што е поврзана и со мезиња, која што е поврзана и со убави пијалоци. Тука дознавме за кршената цедевита која што мене ме изненади како пијалок, дека е освежителна, интересна, може да биде детски пијалок, не содржи алкохол, а е убаво како вкус да се проба и да се дознае, затоа што имаме во Македонија, што викам јас, некакви коктели, некакви детски коктели, некакви безалкохолни коктели, имаме коктели со алкохол, кои што се наши автентични, ги имаат направено бармените, видовте во Speak Easy кога правихме мобет со Филип, дека имаме автентични македонски коктели кои што се тука направени и се наши, само треба да отидете едноставно да ги побарате и кога ќе дознаете вака дека постои на некој место, да отидете и да ја проверите целата приказна, односно да ги проверите вкусовите, за какви вкусови станува збор. Друга една интересна работа што не ја знаевте или што не се покаже на камерите е дека Велес е едно феноменално и фантастично место кое што изобилува со луѓе кои што се големи љубители на моторите, големи љубители на возењето со мотори, големи љубители на убавиот живот. Еден од тие луѓе е и Лазе, кој што не го видовме во ова издание на Кафе Бар Пијано, меѓутоа седеше во позадина и цело време се смешкаше и само едноставно го поздравуваше тоа што го правевме како спектакл, односно како случување во Кафе Бар Пијано. Интересна работа е што не ќе речем монтажерот, меѓутоа не монтажерот, него музичарите кои што беа присутни таму вечерта, беа само едно, значи со два збора беше. Дај да направиме фешта, да направиме да биде убаво, да биде интересно, да биде како што треба, да биде како што личи и да го презентираме тоа на најдобар можен начин. Зашто? За кого? За Велес. За кого? За Велес. Токму така и тоа го направија на тој начин и видовте како беше целиот склоп, а мене сами останува само да ви кажам уште една шега, да ве потсетам за некои работи и завршуваме тука со соботното издание. Вика доаѓа малиот Владко кај баба му, вика бабо, вика кажи синко, бабо вика за кого јадеш ти? Како бе вика синко за кого? Па така бе вика бабо, тато вика дека јадеш за тројца. За кои други двајца јадеш ти? Од све тоа што јадеш за себе, за кои други двајца што јадеш? И тоа е шегата во однос на информациите поврзани со тоа што го започнаме од понеделникот, од 1 јуни, е дека сите оние следбеници, фанови, поддржувачи, пријатели на Facebook страната Шопска шоу со Томче, кои што ќе кликнат лайк и кои ќе станат наши следбеници, кои што ќе направат едно follow или ќе станат followers, што се случува, имаме големо изненадување за сите вас. На крајот од месец јуни, ние, односно јас, си поставуваме едно убаво камерче, си седнуваме тука во студио, си праваме јас едно големо влечење, значи сите оние кои што се како следбеници на нашата страна, на страната на Facebook Шопска шоу со Томче, ги вадиме на список, ги вадиме на листа, ги сечеме ливчиња по адреси, по име, по презиме, по сите работи све и правиме едно големо, значи тука бараме и наоѓаме 15 луѓе кои што ќе ги извлечеме, кои што ќе си добијат по 1000 денари. Веднаш од кој ќе го направиме влечењето, се разбира дека после тоа ќе направиме уште едно видео кој што ќе го постирам на социјалните мрежи за да може да видите кои се луѓето кои што си добиле, кои се добитниците и се разбира да се оштрите затоа што од септември па натаму почнуваме со нешто фантастично, феноменално и досега невидено во Македонија, ама нека малце ве копка што викаат од овие што се од Паланка, вика нек те копке вика, ако ти кажу се вика нема ти биде интересно, нек те малку копке вика, нек те гребке на грлото вика. И влага човек во Кавадарци, вика добар ден, вика. Еми дечко вика, да прашам, вика, тука кај се продава рачија? И му вика, дечко вика, дој малку. Гледаш ли го, вика, тоа вика, таа куќата вика со крсто, вика, да, тоа е црквата, вика. Освен таму на сите други места се продава рачија, вика, така да можеш слободно да си купиш кај сакаш. Тоа од мене, ве поздравувам и посакувам да имате убав момент само. Улета гледате одна мушичка и тука не јазикот. Каде на мене? Она сака да ми каже мене што ја кажувам тука. Значи имате убав ден. Не завршува тука нашиот викенд. Се разбира, Шопска шоу со Томче продолжува и во текот на утрешниот ден. 10:00 на фреквенцијата на Канал 5 телевизија се гледаме и се дружиме во неделното издание каде што раскажуваме една многу интересна убава приказна која што има дали на 5 или на 8 места други во Македонија. Јас до сега имам од тие 5 или 8 сретното 2. Ова е второто место
и приказната е фантастична. Се гледам утре, бидејќи сум нетрпени, очекувам да ви кажам што имам за утре спремно и подготвено, што се случуваше на терен. Се гледаме, чао!